Почитувани граѓани, почитувани медиуми, да бевме правна држава, а не сме, тоа секој го гледа, обвинителството уште кога се емитуваше јавната емисија на еден национален медиум, требаше по допрен глас да отвори случај за индициите дека Вице Заев, братот на премиерот Зоран Заев, вршел рекет врз бизнисменот Киро Тошевски, кој што јавно тоа го кажа. Јавното признание, кое што беше посочено од страна на бизнисменот Тошевски во петокот на еден национален медиум, говори дека тој лично бил цел на закани, уцени, навреди од страна на братот на премиерот, Вице Заев, со цел да му се обезвредни атрактивен имот и истиот да биде купен по багателна цена. Посочено беше дека бил повикуван на разговори во еден струмички угостителски објект, а дополнително бил контактиран и од самиот Зоран Заев. Почитувани, ова е крајно скандалозно. Бизнисменот говори дека со административни постапки во општина Газибаба, кај што градоначалникот од редовите на СДСМ, му бил континуирано обезвреднуван имотот со крајна цел тој да заврши во рацете на Заеви. Овие индиции, ниту Заев, ниту Зоран Заев, ниту Вице Заев, ниту било кој друг повикан, до сега не ги негираше јавно како што бе изнесен јавно. Се обидуваат ваков скандал да го сокријат под тепих, како и многу други до сега. Да биде скандалот уште поголем, во емисијата беше посочено дека постои спрега помеѓу директорот на финансиската полиција Муареми, фамилијата Заеви, Кирацовски, но и веќе обвинетите Катица Јанева и Боки 13, со кои се врши притисок врз неколку бизнисмени во Република Македонија, состојба од која некој има дебела финансиска корист. Кога ќе отворат истрага од обвинителството на Јовевски за овој случај по допрен глас? Кога ќе ги повикаат сите инволвирани во овој случај на рекет да дадат своја изјава и да се доведе целиот случај до самиот крај? Почитувани, ова е веќе нов аспект на случајот рекет, кој има свое продолжение во вид на урбанистички рекет, за кој постојат и сериозни индиции и сериозни сомнежи, но и јавни наводи од страна на жртва. Обвинителството за ова молчи, исто како што молчеше и за случајот рекет, се дури не излегува доказите низ медиумите. Зоран Заев по се изгледа е дебело загазен во криминалните води, кои што ги правил заедно со Боки 13, Катица Јанева, но новите ликови со кои се шират приказните со нови ликови од неговото блиско обкружување. Почитувани, криминалниот октопод, ако не сака ово обвинителство на Русковска и Јовевски да го разобличи, ќе биде разобличено после 12 април, кога ќе заврши политичкиот притисок кој што го врши Заев врз правосудството. Благодарам.